Бојкот на маркетите на 31 јануари годинава. На социјалните мрежи се повикува на бојкоти на маркетите во Македонија, согласно примерот од Хрватска. Заради високите цени на основните производи за живот, кон повикот за бојкотирање на маркетите си приклучија и дел од невладините организации и здруженија на граѓани. Да не се прават залихи со намирници ден пред бојкотот, социјалистиот да има ефект стои во повиците на социјалните мрежи. На терен, повозрастните анкетирани граѓани во Штип согласни дека треба да се бојкотираат маркетите, надевајќи се дека ова ќе даде резултат и цените ќе бидат намалени. Многу високи цените, а пензијата мало. Овока, ако нема живот, нема. Треба да се бојкотира. Овие дигнаа цени усвет. И што друго да ви кажа? Би требало да се склопи да намалат цените. Друго Треба да има излез, треба за народот ќе малку да биде подобро. Треба, ако не, се е скапо, не може да вземеш ништо. Палетната, а пензиите са тие. Но според економистите ова не е вистинска мерка за да се намалат цените на основните производи за живот. Глигор Ивановски потенцира дека само ако се зголеми понудата и производите стојат со денови непродадени, може да има резултати цените да бидат намалени. Во спротивно, бојкотот од ден или два нема да има ефект. Бојкотот на овие трговските ланци, да ги крстиме, или малопродажните објекти, нема да даде ефект, бидејќи тоа не е економска мерка, тоа е политичка одлука на одредени дали невладени здруженија или некои други асоциации, од причина што трговецот ќе биде ден, два, три, пет затворен поради бојкотот, но тој профитот ќе надомести во наредните денови. Ние не можеме да го решаваме проблемот со високите цени и со инфлацијата со бојкот. Ние треба да создаваме амбиент на поголема понуда на трговски стоки, тогаш самите трговци ќе ги намалуваат цените ако им стои стоката по рафтовите со денови и недели непродадена. А сега, штом се трошат тие производи што ги изложуваат тие во своите малопродажни објекти, нема да има намалување на цените. Според Ивановски, во Хрватска може би бојкотот даде резултат, но тоа е заради размислувањето и делувањето на граѓаните.